Гостиварскиот градоначалник најави дека хаосот во сообраќајот во Гостивар наскоро ќе биде минато. Стапува во сила одлуката за начинот и условите за паркирање. Ова регулација на комуникацијата во Гостивар не го правиме за лични наши интереси, туку беше барање на мнозинство на граѓаните на нашиот град. Првпат ова ќе се регулира во Полошкиот регион. За спроведување на ова одлука, договор подпишаа директорот на јавното предпријатие Комуналец и предпријатието Дуна, специјализирана компанија за регулирање на паркирањето. После денешното подпишување на договорот со компанијата Дуна, ќе почне и оближувањето на паркинг просторот во градот Гостивар. Знаете дека порано е донесена одлука во Советот на општина Гостивар, каде подетално е уредено кои места ќе се предвидени за паркирање на возила. Ова одлука се очекува да започне да се применува најдосна за 1 месец. Периодов кој следи ќе се поставуваат специјалните апаратури. Еден од принципите кои што го поставивме тука во реализација на овој проект беше да се испочитуваат сите законски обврски кои постојат во општина Гостивар. Пред се мислам тука на тројазичноста која постои во општина Гостивар, така да граѓаните кои ќе користат нашиот систем ќе може да комуницираат со системот на својот мајчин јазик. Што беше предизвик кој успеавме да го направиме. Инаку решението е според најмодерните стандарди, така да сметам дека граѓаните нема да имаат проблем со користење на системот. Гостивар ќе биде поделен на 2 зони. За зона А 1 час паркирање ќе чини 25 денари, додека за зона Б 10 денари. Ќе се изработат и месечни билети кои ќе чинат 4000 денари за зона А и 1000 денари за зона Б. Годишниот паркинг билет ќе чини 40.000 денари, односно 10.000 денари. За хендикепираните лица ќе има обележан паркинг простор и истиот ќе може да го користат без надоместок. Во одлуката на Советот стои дека ќе може да се добие и сопствено обележан паркинг, а за оваа услуга ќе треба да се плати 12.000 денари месечно.